Види, ова се што се случува, јас гледам доста револт кај народот и мислам дека не се свесни носителите на власта, СДСМ веќе одамна не се свесни за ништо, ама мислам дека и дуи не се свесни, колку оди контра нив, тие пробаа да го продадат вчера, поготово вчера па и денес, како една форма на триумфализам, ама доколку барем малку ги следите и медиумите на албански јазик во Македонија и оние косовските и албанските во Албанија, ќе сватите дека не светаат така рози, дека имате еден куп актуелна власт на ДУИ, дека имате еден куп купени играчи кои пробуваат да ги искористат да наметнат некој став, и како opinion makeri, битен лик од Албанија, дојде еден со слична фризура како мене, ама очигледно не проаѓа затоа што еден млад дечко кој јас и ти во емисија еднаш два пати го имаме критикувано за некои работи, младиот Фуркан вчера малку убаво им ја запрши чорбата околу кажањето. Многу добро ги познава кој се што се тој го напушти медиумот од кој што доаѓа. Од каде што доаѓаше за да има така. Со него многу се гордеја, ама очигледно тој има некои малку поразлични ставови, малку пообјективен, знае да забега во некои работи кај што може би јас нема да се согласам со него, но ми се допаѓа дрскоста кај него, начинот на кој ги она што секој новинар вистински треба да го прави и не да ги шиканира, него да ги соголи лицемерите. Сега, околу изборот и се ова што направи, ДУИ пропушти една фантастична шанса да поентира и кај македонските албанци, и кај се вкупното население во Македонија, без оглед на етничката припадност, вклучувајќи го мнозинското македонско население. Пропушти шанса да даде кандидат за кој никој не може збор да каже. Пропушти шанса да се надмине себе си и да одбери елитен македонски албанец, универзитетски професор, на крајот на криштата бизнисмен, успешен бизнисмен, легален бизнисмен, не што викаат Скороевич, значи успешен некој, дали трговец, дали од градежништвото, дали од има такви луѓе, не малку во оваа држава, кои заработуваат одлично, има и научници, има и солидни и доктори, и универзитетски професори, и тие дури внатре во партијата ако копаа, може да понудат млад дечко, може да додат на карта се обединителна па да понудат жена кандидат. Што направија тие? Ставија човек кој беше воен дезертер. Тоа е прва работа. И тоа е факт. Ставија човек кој крена оружје против сопствената држава и отиде во планина. Ставија човек кој долги години беше во македонското собрание и беше човек кој покажуваше, ајде ќе кажеме, пркос. Но со таа пркос и со дрскоста која искажуваше, тој го поларизираше народот. Ставивте човек кој по прашање на уцена во една влада пред 10 години, не цела година беше министер за одбрана и направи еден куп глупости како министер и дури испровоцира население да излези пред владата. Млади момчиња, се сеќавам како вчера, иако 11 години помина, млади момчиња кои збесна, па полиција ги апсеше, па фрла ова, затоа што не ќе да ја прифатат реалноста дека токму тој лик е министер за одбрана. Избра човек кој стана председател на собранието на шверцерски начин, на еден најпроблематичен ден, кој ние ќе го памтиме, на истиот ден кога еден куп луѓе отидоа на затвор за драконски казни, што е лудо, фарса, добе по 15, по 20 години затвор. Во момент каде што предходниот кмет на Скопје гласаше со двете раце вака нагоре, за се собери 60, така е 58, 59 гласа имаше, дупли раце крева за да напраче и Демократската унија за интеграција се деградираше да токму тој човек е обележе на првиот плуралистичен, макар и нели пржински или времен ВД или како да се каже технички премиер, да го избере. Но забораваш, брат му кажа дека е умен како Ајнштајн. Како Ајнштајн, да, и добро игра со рацето на плескањето. Тоа е обележен Ајнштајн. Значи, најголемата трагедија што е? Во цела таа ситуација, ДУИ потврли да направи потек
кој нив ќе ги факторизира, каде што Александар, името... тогаш тоа не би биле дуи сега, да не се лажеме. Не, но видете, Немаше самото тоа да биде име, дуи. самото име, Да. видете, тие Ова им претендираат, личи, тоа другото не би тие биле дуи. претендираат политички, Да. дуи како партија претендира, и тоа е идејата на нивното формирање пред 20 години, претендира да биде албански представник во власта, а истовремено да биде некаква обединителна форма која вози на помалку или национализам, ништо не повеќе, прават. Има помалку или многу повеќе нормални ќе биде во албанци кои континуитет што во не го власта, оправдуваат а ќе се да. менуваат другите. Но не успеа со тоа затоа што цело време политиката која води, добро, еве ќе прифатиме дека го интегрира македонското албанско население во системот, дека успева да ги, ајде еве ќе прифатиме, со јазик, со ова, она, значи одиме вработувањето. со вработувањата, Ама со било што. Не, еве ќе одиме на карта дека е тоа добро. Квалитетот, нели, требаше Но да од биде. друга страна, Да. тие го срозуваат Америка се самиот откажа од систем. таа позитивна дискриминација. Така е, значи Така. го срозуваат системот со тоа што градоначалник Нивен отвора универзитет, кој штанца дипломи ги дава на сите, креира неквалитетни кадри, прават Ги преселба... продава на сите. Не ги дава. Предава, дава, за џабе да, нема. извините, ги наплаќа. Значи, шетаат вработени по институции, пикаат луѓе пошто пото. И сега некој ќе каже, знаете, обично изговор, јас кога разговарам со луѓе членови или симпатизери на нивниот политички блок, знаете што ми викаат? Па и вашите така прават. Тие што правеле веќе ги нема, а нели поентата е ти да си подобар, плюс нели добиваш поддршка од западот, те кажува дека си интегративен, дека правиш нешто добро, дека си над просекот државата. Не, напротив, се спуштаме подолу и тонеме, така да со самиот избор, да финиширам и да заклучам најкратко што може, со изборот на Талат Џафери за премиер на преоднава влада техничка во Македонија, Дуи успеа да падне. Може би ќе ги зацврсти делумно внатрешно политички редовите на некои си, да кажеме, теренци, но кај обичниот гласач ќе изгуби многу, а кај сите кои не се албанци нивни поддржувачи, апсолутно ќе искреира дури и форма на омраза, така да ја изгубија поентата од старт.